Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Наши и ваши гости вечерва се две дами, чија задача е редот и почитувањето на законите во државава. Вилма Русковска, шефица на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, и Анета Симеска-Димовска, директорка на Државниот пазарен инспекторат. Актуелниот државен обвинител Љубомир Јовевски се споменува како можен кандидат за уставен судија. Таа позиција ќе се испразни, ќе треба таму да се избере нов шеф. Би се пријавиле на конкурсот за државен обвинител? Доколку биде избран за судија, може би и ќе размислам. Дали треба навистина брзо да очекуваме обвинителен акт кај империја? Па, мислам дека за отприлика месец ден. Какви се очекувањата, каква ќе биде цената сега на зејтинот? По нашите информации и сознанија кои што ги имаме и она што го утврдивме, дека таа нема да е многу повисока од ова што е сега, значи отприлика 10% од ова што сега е утврдено, бидејќи само дополнително на ова ќе се калкулираат трошоците. Значи околу 100 денари ќе чини зејтинот? Очекуваме да се движи максимално до 110 денари. Реклама и па се враќаме со одделните интервјуа. Гледате 360 степени. Вилма Русковска вчера за соработници ги доби истите 5 обвинители кои доскоро беа дел од нејзиниот тим во Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во конкуренција на уште 5 други кандидати. Советот за јавни обвинители конечно стигна до одлука по предходните тргни застани ситуации и една одложена седница под не докрај разјаснети околности. Вилма Русковска е вечерва наша гостинка. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Смеам да ве прашам дали сте задоволни од ваквиот исход? Да, сум задоволна. Добро. Од ВМРО ДПМН вчера реагираа дека истите обвинители кои досега не гонеа и штитеа организиран криминал ќе треба да гонат криминал. Со истите овие обвинители оваа власт на СДСМ и државава стана најкриминална во Европа. Имате коментар на ова? Не, никогаш не коментирам изјави од други лица. Како ќе соработувате со Валентина Беслимовска, со оглед на тоа што првично и дадовте негативна оценка? Тоа е една од 5 реизбрани обвинителки. Па ќе соработувам како и до сега што сум соработувал. Ние никош не сме имале проблем во соработката. Според вас заслужуваше реизбор? Не ги коментирам одлуките на Советот. Тоа си е нивна одлука. Така да... Пред неколку дена изјавивте дека јас како шеф на ово обвинителство, веројатно и другите шефови, немаме никаква ингеренција во изборот на јавните обвинители, а и граѓаните и меѓународната јавност бараат резултати од нас. При тоа, велите дека треба да се размисли евентуално за законски интервенции во кои што вие како шеф, другите шефови на обвинителствата би добиле одредена улога во изборот на обвинителите. За сега такво нешто нема. Не, нема... Немате директна, да. Немаме ни индиректна, не директна. Само... Добро, со оценките, да речам, ајде. Добро, со оценките, да, на некој начин. Јас сметам дека е тоа добро да се размисли, затоа што од една страна ќе се намали притисокот врз Советот на јавни обвинители, а од друга страна па ќе се зголеми одговорноста на шефовите на обвинителствата. Имате уште тројца обвинители на кои што мандатот им истекува во јуни 2022 година, така? На две колешки им истекува, а третата колешка ќе оде во пензија. Тоа подразбира реизбор најмалку на тие 3 позиции до јуни. Да. Веројатно повторно ќе биде силна конкуренцијата, како и овој пат, бидејќи и овој пат за 5 места имаше 10 кандидати, го видовме изборот. Прво сакам да ве прашам, вам мандатот ви истекува во ноември оваа година, така? Да. Според Законот за јавно обвинителство, новиот шеф на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ќе се бира на непосредни избори. Имате повеќе пати изјавено дека не планирате да се
кандидирате за шеф, така останувате на таа одлука. останувам на таа одлука. Сега во некои кругови вашето име сега се почнува да се споменува како потенцијален можеби државен обвинител. Ги знаеме информациите дека актуелниот државен обвинител Љубомир Јовески се споменува како можен кандидат за уставен судија. Таа позиција ќе се испразни, ќе треба таму да се избере нов шеф. Прво сте чуле такви муабети? За мене лично не. За вас лично не. Не. Ке има конкурс? Би се пријавиле на конкурсот за државен обвинител? Искрено да ви кажам, и немам многу размислувано, затоа што имаме актуелен Државен обвинител. Да, државен обвинител. Доколку стане, доколку биде избран за судија, може би и ќе размислам. А инаку, што би правеле? Па веројатно ќе одам во пензија. Ако не сте државен обвинител, ќе одите во пензија. Да. Не, има и друга опција, доколку има оглас за во јавното обвинителство на Република Северна Македонија, не мислам за државен обвинител, него за обвинител таму, би се пријавил. Како ги проценувате капацитетите актуелни на организацијата, на институцијата што ја раководите, и кадровска, и материјална? Дали мислите дека сте соодветно екипирани? Што се однесува до јавни обвинители, не сме соодветно екипирани, но тука не можам вината да ја префрлам на никого. Едноставно, многу полека излегуваат кадри од Академијата за суди и за јавни обвинители. Во повеќе наврати државниот обвинител, јас имам ме споменато дека на ниво на цела држава недостасуваат негде околу 60 обвинители, дека имаме обвинителства кои немаат ниту еден обвинител, обвинителства кои се сега пред малтене затворање затоа што ќе одат во пензија колегите. Така да не можам да ја фрлам вината стварно на никого, таква ни е состојбата, кој што и мораме да се сноѓаме и да се справуваме со обвинителите кои работат. Задоволни ли сте од тоа што го има сработено обвинителството под ваше раководство во изминатите колку? Околу 3 години? Па во суштина сум задоволна. Тоа сепак треба да кажат граѓаните дали се задоволни од работата на обвинителството. Но секогаш може и повеќе, може и подобро. Ако сте... Само не се извинувам. Да. Не заборавате дека ние до пред неколку месеци бевме само 10 обвинители, вклучувајќи ме и мене. Ако статистички се погледне, се уште најголем дел од вашите предмети се поврзани со случаи со мигранти и дрога. Статистички вело. Тоа не значи дека не сте сработели и други предмети. Но има ли простор сепак статистички да надвладеат овие другите, за кои што јавноста веројатно има и поголем интерес да бидат побројни, поврзани со евентуална злоупотреба на службена положба, на јавни фондови и така натаму? Има можност, сигурно, доколку се смени законот за судови. По новиот закон за јавно обвинителство, криумчарењето на мигранти не спаѓа во надлежност на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, но ние ја следиме надлежноста на судот. Специјализираното деление на судот се уште законски е предвидено да се судат и овие криумчари на мигранти. Така да мислам дека треба мала интервенција во законот за судови, но сепак, знаете, тоа е голем проблем, затоа што и тој закон се носи со двотретинско мнозинство. Видете, тие се лесни предмети, банални да кажам, но многу време ни одземаат. Така да доколку во таа насока и беше моето прашање. Да, доколку се направат измени во законот за судови,
тогаш сигурно ќе имаме простор да се работат и многу повеќе сериозни предмети, не дека сега не се работат. Дали мислите дека можеби би добиле на поинакви перформанси како институција ако обвинителите што работеа во СЈО не ги поставевте на позиции на кои што се сега да работат предмети поврзани со мигранти во делот за прекршување на полициски овластувања, бидејќи станува збор за луѓе кои што имаат искуство во високо профилирани предмети, не мислите дека можеби ќе беа посоодветни на друго место? Не мислам. Зошто? Немаат поминато ништо повеќе обуки него останатите обвинители. И немаат работено ништо повеќе високо профилирани предмети него што имаат работено и другите обвинители. Сметате ли дека доволно бдеете, да кажем, над власта за начинот на кој што ги спроведува законите и ги троши јавните пари? Сепак на прсти се бројат предметите за актуелни јавни функционери. Тоа не е само проблем на обвинителството, општо. Обвинителството како институција, не само обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, зависи од постапувањето на другите институции, како што е Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција. Така да сметам дека и таму фали до екипирање, затоа што ние сме заеднички поврзани институции. Они се институции за откривање и кривични дела и собирање докази. Ние сме како обвинителство орган на прогон. Таму личи дека некако, има некој проблем во комуникацијата, особено со финансиската полиција, да речеме. Мислите дека тоа е резултат на немање капацитет кај нив? Тоа директорот треба да си каже дали имаат доволен број инспектори. Јас не знам зашто му е таа изјава на директорот, затоа што секогаш кога се јавиле или директорот или инспектори од Управата на финансова полиција, секогаш биле примени од обвинител. Како вие го оценувате нивото на криминал и на корупција во државата? Или ајде поинаку на борбата против криминалот и корупцијата? Па ви реков, до некаде сум задоволна, но секогаш може и повеќе и подобро. А инаку криминал и корупција има. Имате притисок од центри на моќ, од политички, од бизнис? Не. Имаше еден случај во кој што добивте писма, 2 мислам дека беа, така? Да. И тој мислам дека до едно ниво и се расчисти од едно лице од Битола, кое што ви се закануваше, имате увид до каде е тоа? Тоа го води, мислам дека основното јавно обвинителство во Прилеп. Во Прилеп, да, затоа што моите писмата кон мене стигнаа први и беа испратени од пошта во Прилеп. И затоа колегите од Прилеп го водат. Па тој повратник иначе од Австралија. Така да тој ви бараше како беа заканите, ако не ги осудите Вице Заев и Зоран Заев, така? Заев, да, во рок од 15 дена. Така. Дека ќе бидам убиена. Добро, здрава, жива сте. Нормално кога е во притвор. Денеска заврши процесот познат под кодното име Меѓународен сојуз. Таму е најавена скорошно и пресуда. Таму е меѓу обвинетите поранешна подпредседателка на Собранието. Тоа е еден од тие, да ги речеме, високо профилирани случаи. Втор таков предмет е случајот против Рашковски. Ќе успеете да докажете вина кај Рашковски? Вие се појавивте во својство на застапник на обвинението на
предходното рочиште, со оглед на тоа што на Ивана Трајчева имаше истечен мандатот, сега веројатно ќе може таа да си го продолжи. Така предметот понатаму? Да, ќе го продолжи понатаму со тоа што јас се појавив затоа што пред истражната постапка всушност јас ја водев. Ивана го превзема предметот од Во истрага? Да. Донесе наредба за истрага и понатаму го превзема предметот. И од тие беа причините што јас лично се појавив во судницата. Со тој предмет беа поврзани познатите изјави на премиерот, тогашниот премиер Заев, дека не ви верува, нема доверба во вас. Уште еднаш ќе ве прашам, ќе успеете да докажете вина таму? Јас сум сигурна дека ќе докажеме вината. А за еден обвинител мислам дека е позитивно политичарите кои не му веруваат, а граѓаните му веруваат. И многу е тоа поважно за било кој обвинител. Два други случаи според ваши изјави се пред обвинени. Едниот е Империја, другиот е пациент. Империја мислам дека е општо познат во јавноста. Дали треба навистина брзо да очекуваме обвинителен акт ка Империја? Па, мислам дека за отприлика месец дена. Ќе има обвинение. Се знае колку лица ќе бидат уфатени со обвинението? Ете, тоа се уште у фаза на истрага, знаете, според нашиот закон за кривична постапка и пред истрагите се тајни, така да сега не можам да споделам со јавноста. Во секој случај кој ќе биде подигнато обвинението, ќе има соопштение. Во случајот пациент своевремено беше имплициран и поранешниот министер за здравство, актуелен министер за надворешни работи, за него прогонот беше прекинат. Се знае за пациент кога и дали ќе има обвинение? Колегата го спрема обвинението. Така да и тоа најкасно сигурно за месец, за 30 на дена. Стравувате ли дека Камчев и Мијалков можат да побегнат? Нема јас зашто да стравувам. Си има институции кои треба да размислуваат за тоа. Вие сметавте дека тие треба да се во притвор? Да, ние вложивме жалби, не одбија, така да си има институции кои треба да стравуваат од тоа. И сметате дека сега одговорноста за евентуалното бегство на овие двајца е кај нив? Токму така. Добро. Своевремено Иначе изјавивте... не стравувам, само мислам дека нема да избегаат. Добро, интересно. Своевремено изјавивте дека помилувањата од Ѓорѓе Иванов, тогашниот председател, ви извадија на улица. Што ако Европскиот суд за човекови права во Страсбур пресуди во полза на осудените и обвинети во тие поранешни предмети на СЈО? Според Законот за јавно обвинителство, ние мора да ги почитуваме пресудите на Европскиот суд за човекови права. Така да нема што да правам. Нема да ми биде во ред тоа право, нема да ми биде право и на поголемиот дел од граѓаните сигурно, но тие пресуди мора да се почитуваат. Сакам да ве прашам за уште еден случај. Тоа е случајот поврзан со купопродажба на земјиште за потребите на Евана Електрани. Таму првично нешто работеше финансовата полиција, потоа ОЈО Скопје, а ако сум точно информиран, сега предметот е кај вас, во вашето обвинителство. Дали имате увид до каде е таму пред истрага е се уште? Да, се уште е пред истрага. Имам сознанија и сам го следам предметот, така да се уште е во фаза на предистрага. Можно е да биде подигнато нивото во кривичната постапка до истрага? Каде ќе не одведе предистрагата, ќе видиме. Но активно се води. Се води, да. Да станува збор инаку за предмет во кој што земја е купувана и добивана на подарок по цена која што потоа при продажбата на ЕВД е и до 40 пати повисока од таа што е проценат од страна на општинските власти на која што е плаќан данок. Не знам, евентуално, веројатно се бара сега основа да се види какво кривично дело тука
Ако е направено кривично дело, какво кривично дело е направено? Не е само тоа. Значи се собираат материјални докази, се сослушуваат сведоци, така да не е само размислување дали за кое кривично дело. Прво треба да ги видиме доказите дали воопшто има кривично дело. А тоа зависи од собраната документација, од сослушување на сведоци. Имаме можност уште во предистрага да пратиме на вештачења. Така да, кој ќе се заврши тоа, ќе знаеме точно дали ќе има наредба за истрага за кое кривично дело и така. Еден друг предмет, Скопје 2014, кога и да се праша за него, одговорот е наскоро, во теке, предистрагата. Таму е се уште предистрага. Нема ни истрага, така? За еден дел... За еден дел, да. Денуиве. Веќе беше напишана драфт наредбата за истрага, ја прегледав, така да очекувам понеделник, вторник, за еден дел да има наредба за истрага. Ова е интересно. За кој дел ќе ни кажете? Па не сега, додека ја нема наредбата. Иначе ќе има сообштенија во секој случај. И колку лица се имплицирани таму? Има висок бивши функционер? Многу Па прашувам. Еден поранешен висок функционер. Не толку висок, ама функционер поранешен. Добро, интересно ова, ќе го чекаме сообщението да видиме точно што ќе пишува откако ќе биде подпишана наредбата за истрага. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата и уште наш поздрав до вашите гледачи. Ние продолжуваме со следната тема и гости. Има ли опасност државава да се соочи со недостиг од основните прехранбени производи, например зејтин или масло за јадење? Дали недостигот на овој производ е дел од маневрите на трговците во актуелната состојба на криза и антикризни мерки усвоени од власта или има реален кусок? Ова се дел од прашањата што ќе ги отвориме со Анета Симеска-Димовска, директорка на Државниот пазарен инспекторат, институција која е на првата линија на јавниот интерес во последните неколку недели поради задачата да контролира дали трговците ги почитуваат мерките чија цел е колку толку да го зачуваат животниот стандард на граѓаните. Реков директорката на Државниот пазарен инспекторат е со нас вечерва. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. И веднаш истото прашање од генералната најава, треба ли да стравуваме дека може да снема некој од основните прехранбени производи, што покажуваат вашите контроли на терен? Да, веднаш ќе ви кажам дека нема место за страф и паника, бидејќи ние веќе вчера, во текот на вчерашниот ден, покрај тоа што изминатиот период ги контролиравме трговците на мало, трговците на големо, ги контролиравме и производителите и она што го имаме како информација, документирано со бројки, е дека нема место за паника, нема да има недостаток на масло за јадење, нема потреба од создавање резерви, она што го имаат како залиха производителите е во моментов веднаш спремно за производство е за најмалку 3 месеци, дополнително имаат суровина за уште 3 месеци да можат да произведуваат. Тогаш зошто се појавија информации дека во одредени места го нема зејтинот на рафтовите во некои маркети? Па тоа е најмногу заради паниката која што настана кај граѓаните, бидејќи имаше најава, сигурно беше шпекулативна, бидејќи почна растот и на цените на енергенсите, на исто така на електричната енергија која се висока и одмрзнувањето на цените кое што стапи на сила од 1 март, предизвика еден вид паника која што беше најверојатно шпекулативна и веќе се констатира дека е така, дека ќе растат многу цените на маслото за јадење и на другите производи и дополнително свој импулс даде на сета ситуација и војната со Украина што се случува, така да сите овие околности некако заеднички доведоа да безпотребно се создаде таа паника. Само паника кај граѓаните или сепак и обид за манипулација од страна на некои трговци? Па ние се потрудивме максимално да исконтролираме кај трговците, покрај тоа што имавме ситуации во кои што граѓаните зема поголеми количини на брашно, масло,
други производи, како што се тестенините. Покрај тоа што извршивме контрола кај трговијата на мало, извршивме и во нивниот магазински дел и извршивме надзор и во трговијата на големо. Тие надзори беа уште од почетокот на првата одлука пред 10 март, така да се што беше на залиха со нашите надзори веќе се стави по рафтовите и верувам дека во одредени ситуации таму каде што најдовме во магазинот залиха немаше на рафтовите, во такви ситуации имаме и казна, меѓутоа имаме и ситуации во кои што големите трговци ни кажаа дека во ситуација во која што имаат голема потрошувачка, која што дотогаш била незапамтена кај нив, немаат можност за толку брза дистрибуција или достава или набавка на нова количина на такви производи. Конкретно за зејтинот, еве јас ќе го кажам моето искуство. Во периодот кога беше ограничена цената, јас го купив за 98 денари за литар. Потоа, од кога влеговме во следната фаза на така наречено ограничување на маржата, но зборувам сега за првата одлука, пред да биде променета, зејтинот поскапе на 108 денари за литар. Сега пред вчера го најдов за 94 денари, практично и цена пониска дури од таа од кога беше замрзната цената. Прво, предпоставам дека флуктуацијата се должи на тоа што имаше различни одлуки во различен период што беа на сила. Моето прашање би било какви се очекувањата, каква ќе биде цената сега на зејтинот? Дали оваа цена од 94 е реална, дали е таа која што ќе биде? Да, во моментов таа цена е формирана врз основа на тоа што владата донесе одлука нели за цената на маслото, односно продажната цена на маслото во кај трговците на мало да е еднаква со набавната цена од кај трговците на големо. Така да таа цена што денес е на рафтовите или како што кажувате 94 денари, всушност е набавната цена која што ја даваат трговците на големо. Верувам дека е тоа залиха која што ја имале трговците од предходно и дека тоа е таа набавна цена. Меѓутоа, сметам дека со тоа што ги што се одмрзнати веќе цените од после 1 март, кај трговците на големо, бидејќи имаат можност да ги вкалкулираат и оперативните трошоци кои што реално се повисоки сега од како бидејќи знаеме дека поскапи и енергенсите, меѓутоа и минималната плата нели се зголемува. Така да сметам дека ова е цена која што во моментов е затекната, меѓутоа по нашите информации и сознанија кои што ги имаме и она што го утврдивме, дека таа нема да е многу повисока од ова што е сега, значи од прилика 10% од ова што сега е утврдено, бидејќи само дополнително на ова ќе се вкалкулираат трошоците. Значи околу 100 денари ќе чини зејтинот? Па зависно од производителот, зависно од дали имаме различни пакувања од 0,8 литри, 0,9 или 1 литар, меѓутоа очекуваме да се движи максимално до 110 денари, зависно од производителот. Што е со другите производи за кои што практично цената мора да биде, продажната цена мора да биде иста со набавната? Дали таму имате забележено одреден тип на проблеми со недостаток, евентуално со манипулација со цена? Па да, ние врз основа на контролите и надзорите што ги имавме, всушност сите прекршоци кои што се направени, односно дел од прекршоците, се по основ на непочитување на одлуката, односно дека трговците не ги почитувале тоа да овие два производи покрај маслото за јадење и лебот и брашното да бидат по набавна цена, така да си додавале маржа. Да. И по тој основ нормално е констатиран прекршок. Имате ли статистика некаква, да речеме, врз основа на непочитување на одлуката за ограничување на маржата или за непостоење маржа, колку надзор имате направено, колку прекршочни платни налози според вашата терминологија имате издадено? Да, имаме евиденција, ние од како е започнато да се применува втората одлука, тоа е од 10 март, дадовме малку простор и нашите контроли ги започнавме од 11 март. Всушност, контролите беа насочени кај трговците на мало, претежно, и приоритет дадовме на трите производи, брашно, масло и леб,
каде што сметавме дека и за трговците е многу полесно и за побрзо да се прилагодат, бидејќи едноставно требаше набавната цена да ја имаат иста како и продажната и многу полесно би се прилагодиле за еден ден за кој што и ние после тоа влеговме. Меѓутоа констатиравме дека и покрај тоа дека тие не успеале да се прилагодат на новата одлука, односно наидовме на непочитување на одлуката. Во овој период, само во петокот кога почнавме, извршени беа околу 54-5 инспекциски надзори и истиот ден констатирани се 20 прекршоци. До вчерашниот ден, значи заклучно, имаме околу 210 извршени инспекциски надзори само по овај основ и констатирани се 41 прекршок кај трговците, од кои 19 прекршоци се само по одлуката за непочитување на одлуката за ограничени маржи, за посебни услови во трговијата, како што е наречена. 18 прекршоци се по основ на Законот за трговија, каде што кај трговците во моментот на надзорот не се наоѓала евиденцијата во трговијата, што е основ за да утврдиме дали трговците ги почитуваат одлуките, односно правилно ја пресметуваат маржата или дали производот што го продаваат има иста цена со набавната вредност. Меѓутоа, таму контролите ќе продолжат, тоа е само првично таков овако и тоа е еден убит, можеби за да се скрие дека се почитува или не се почитува одлуката. Што е со надзорот на другиот дел на одлуката за ограничување на маржите и тоа во големо продажба до 4%, така? И во малопродажба до 3% на една палета од колку? 12 или колку производи се? Да, 13 производи, меѓутоа тие се производи каде што се категоризирани, да речеме тука може да... И повеќе производи под една категорија, да, точно. Така, меѓутоа со оваа одлука многу е стеснет делот на производите кои што во смисол претходно беше само сирење, не и прецизно кое сирење, или претходно беше само леб, меѓутоа сега исклучени специјалните лебови. Тоа е за да сите овие мерки допрат всушност до оние најранливите категории заради заштита на животниот стандард. Во тој дел почнавме како што да ви помогнам. Уште за првата одлука имаше приговори дека не е јасно. Така, да. Што значи маржа, како е дефинирана, таму се зборуваше за маржа на продажната цена и во големо продажбата и во мало продажбата. Потоа наводно се надмина тоа недоразбирање и се дојде до некаков заеднички став за тоа дека и во големо продажбата дистрибутерите имаат право да ги калкулираат трошоците кои што ги имаат и на тоа да додадат профитна маржа од 4%, ако е моето разбирање добро. Так. А во малопродажбата цена исто така маркетите, продавниците имаат право да додадат 3% на цената откако ќе ги вкалкулираат своите трошоци, така? Оперативните трошоци. И сега, јасно ли е што се тие трошоци кои... Најверојатно не е јасно. Уште не е јасно. Да, ова што го имаме во овој период, всушност имаме и реакција од трговците како се движиме со контролите, бидејќи согласно одлуката и согласно она што го имавме како разговор во Министерството за економија, од страна на трговците, бидејќи беа присутни представници на коморите и представници на големите ланци на маркетите на таа средба. И тамо од нивна страна беше кажано дека тие имаат начин како јасно и прецизно да ги искажат трошоците и врз основа на тоа процентот на трошоците кои што тие ќе го искажат да се додаде маржата од 3% во трговија на големо и 4% во трговија на мало. Меѓутоа како се движиме ние со контролите, на инспекторите не им се дават пресметки на каков начин дошле до одреден процент на трошоци кои што тие ги ставиле на одредени производи, па така да се соочуваме со ситуација да некој ни кажува дека има 33% трошоци, некој има 16% трошоци, меѓутоа јасно е дефинирано дека ние треба да ги прифатиме и во одлуката е јасно искажани трошоци, меѓутоа да се однесуваат на тие производи, а не на целото работење на фирмата што го имаат. И сега кога се соочувате со таков проблем, како постапувате? Па има веќе изречени мерки за непочитување на одлуката кај неколку трговци. Вашето разбирање какво е? Вие кога одите на терен, што сакате да видите за да бидете сигурни дека, да речеме, во малопродажба се додадени
3% колку што се пропишани во одлуката на владата. Доколку нема соодветен документ, односно јасно искажани пресметка на трошоци, бидејќи така е и во одлуката, до кој согласно кој висина на трошоци и е направена тоа зголемување на набавната цена до продажната, тогаш не можеме да ги прифатиме. Значи тие трошоци мора да бидат искажани јасно, прецизно, документирани со потребна документација и на реална основа. Имате по оваа основа утврдени прекршувања и кај дистрибутерите на големо и во малопродажбата? Не, за сега имаме само во малопродажба утврдено, бидејќи до тука стасавме со контролите. И колку казни, колку прекршочни платни налози имате издадено по таа основа? Мислам дека по таа основа се околу 5 прекршоци кај 5 субјекти. По тој основ за овај дел надвор од производите што се без марж. Мислите дека има потреба дополнително да се појасни како треба да се прикажуваат трошоците пред да се додаде профитната маржа? Мислам дека треба да се допрецизираат работите. Ние сме во постојана комуникација со Министерството за економија. Трговците се обраќаат и до нив, бидејќи Министерството е носител на одлуката, меѓутоа она што го имаме и ние како информација и тие како информација, доколку не ни стават на увид соодветна документација врз основа на која што ги пресметале трошоците, ние не можеме и да ги прифатиме. Оти на крај ќе се согласите, важно е сепак и бизнисот да функционира како што треба, да биде, како се вели, во кондиција, да не биде казнуван по секоја цена, бидејќи е кризно време во секој случај. Да, ние го имаме сето тоа во предвид, секогаш сме се водели од началото на превенција и така и работиме. Мислам дека сме биле максимално коректни и дека и сега и претходниот период, јас тоа го имам искажано и неколку пати, дека нашата работа најпрво е превентивна, едукативна, ние сме во постојана комуникација со трговците, не дека за веднаш сме би испишале казни, за се што е потребно сме укажувале, сме едуцирале и кога не можеме да ја постигнеме целта со сите тие механизми, тогаш следуваат и казни. Да. Правите се уште надзори над бензинските станици? Да, меѓутоа сега не во таков обем како што беа тие неколку денови кои што имавме постојано реакции. Таму мислите дека е стабилизирана состојбата? Сметаме дека во овој момент по однос на ограничувањата е стабилизирана состојбата, дека веќе немаме такви информации од граѓани дека се ограничени во точењето на гориво, бидејќи реакцијата беше само по тој основ во тој момент а по однос на цената значи немавме никакви. Кога ги споменуваме веќе граѓаните, како можат тие да бидат од полза? Каде и како може да пријават евентуална индиција, сомневање дека нешто не е во ред? Тие и се од полза. Последниве денови имаме постојано јавување на нашите телефони. Значи, ние имаме телефон кој што ни е за пријавување 191, на кој што можат да се јавуваат граѓаните и да пријавуваат неправилности. Исто така на веб страната имаме можност електронски да достават пријава. Можат и лично во Државниот пазарен инспекторат, имаме и фиксен телефон кој што ни е ставен на страната и на кој постојано звони, така да мислам дека имаме можности како граѓаните да дојдат до нас. Дел од основните прехранбени производи од вчера се продаваат со 0% ДДВ, но тоа не е во ваша надлежност, така? Тоа е работа на УЈП. Како соработувате со УЈП и со финансовата полиција? Ние имаме соработка постојано, значи разменуваме информации, доколку инспекторите управата за јавни приходи утврдат неправилности кои што се во наш домен и наша надлежност, со допис не известуваат дека во тој објект или кај тоа лице констатирани се неправилности за кои што сме ние надлежни и нормално дека ние постапуваме, ги информираме, понатаму даваме фидбек на информациите. Знаеме дека екипираност или неекипираност генерално на инспекторатите во државава е болна рана. Како е кај вас? Дали се чувствувате подготвени во смисла на кадри и на други материјални средства да го работите тоа за што сте повикани според закон? Ние сме подготвени да работиме, меѓутоа факт е дека недостасуваат кадри, факт е дека во текот на изминатата година заради промената на позицијата, заради изборите што ни се случија, не успеавме да направиме нови вработувања во Државниот пазарен инспекторат. Се надевам дека оваа година ќе успееме да го направиме тоа. Да се потсетиме дека
Вашиот претходник, Стојко Пауновски, замина меѓу другото и затоа што влезе во конфликт со тогашното раководство на владата, затоа што требаше да прими и распореди на работа дел од така наречените рамковно вработени. Тој рече дека му требаат соодветни кадри на соодветни позиции. Мене ме интересира прво, тие вработени дојдоа кај вас, им најдовте соодветни места? Да, тие вработени дојдоа кај нас, веќе се ангажирани, повеќето се ангажирани во делот на административниот дел, бидејќи такво им беше позицијата претходно, за да можат да станат инспектори или да се вклопат во инспекцијскиот дел, мора да дојде до унапредување и нормално постапка која што дополнително треба да се спроведе. Нормално и за тоа секако ќе треба и соодветна образование. Во делот на инспектори сепак имате се уште Во делот на инспектори, празнина. да, имаме празнина, бидејќи само ова година треба да си заминат 23 вработени, така да кога веќе заминуваат, нема наплив на нови луѓе и со тие што работиме веќе сме со недостаток, е навистина проблем при ваков голем ангажман кој што сега го имаме. И дополнително овде сакам да информирам дека и ново вработените за да дојдат до позиција да можат да станат инспектори, потребна е година дена за да го изодат процесот на добивање лиценца. До лиценцирање, да. Бевте споменати деновиве во една анализа на Центарот за граѓански комуникации во делот на набавка на нови возила во периодот 2020-2022. Тоа е кризен период во смисла на постоење на COVID-19. Во тој период Државниот пазарен инспекторат набавил 21 возило, 11 Citroen C3 и 10 Fiat Tipo, или вкупно 21 ново возило. Предпоставам дека објаснувањето ќе биде дека ви требале за редовните работни активности. Така, Државниот пазарен инспекторат располагаше со возила предходно од 2005 година, 2006, 2014. Да, прашањето е дали ова се половни возила, дали ова се целисходно потрошени пари. Тие се неопходно потребни и се за потребите на Државниот пазарен инспекторат за секојдневното работење, значи ние не можеме да функционираме без возилата. За нас возилата се основно средство за работа, бидејќи инспекторите се движат на ниво на цела држава. Ние имаме 10 оделенија во градови надвор од Скопје, имаме лица вработени и покрај тоа што едно оделение е составено од неколку градови, така да нема град каде што не сме покриени. Во секое место потребно ни е средство за да може да се работи. Значи тие ни се едно од основните средства за да може да функционираме. Возилата се од ниско литражни за трошење, така да се максимално ставени во функција на исполнување на целта што имаме. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Тоа што многумина го сонувале, конечно станува јаве. Македонија почнува да наликува на Америка и станува толку демократска држава што никој, вклучително и функционери на опозицијата, не ги засега, ниту знаат како се вика председателот на владата. И Заев, а и овој, како му беше презимето? Ковачевски. Добро, не му го знам ни името. Ги слушам изјавите на тој што ни е премиер сега. Можеби констатацијата за напредокот е неточна, штом политичарите од старата гарнитура, врз основа на некое стекнато искуство, се сигурни што бара и што му треба на народот. Па наместо да чекаат да облечат модерна западна мокасина, предполагаат дека чарето се бара, пикајќи се во излитената источна чизма. Сакат авторитарни личности. Путин е, така да кажем, персонификација на авторитарна личност, меѓутоа со огромна моќ. Када не само што сакат цврста рака во управувањето, во водењето на државата, барат да се потпрат на нешто што е алтернатива, да речеме, на оној свет западен што се однесува, на начинот на кој што се однесе кон Македонија. Не секој запад е запад. Оти за да се стаса до нашиот запад, исто како на Украина, пречка ни прави истокот. Дури тоа што има јасна роднинска врска.
не придонесува да се мрдне чекор напред, оти проблемот е што изгледа владее некое колективно слепило. Украинскиот народ е православен народ. Да. И е братски народ на рускиот, како што бугарскиот е братски народ на македонскиот. Ама ово излезе брат на брата очи да му вади. Но има и такви кои се збратимуваат иако немаат крвно сродство. Нив нешто друго ги прави семејство. Па со членови на фамилијата од општините. Самите се ги одредуваат мегите и начинот на кој ќе си го делат имотот, кој определиле дека е во нивна собственост. Да, господине, овој план е работен со приватен инвеститор. Значи ова не е за да се подобри на животот на граѓаните, нити тоа за нечи жеп да се наполни. Вака да ви кажам искрено, кога веќе толку ме влечете за јазик. Не ве влечем, јас само Ме влечете, значи не знам која општина во Скопје има тендер. Која општина издвојува во Скопје за ваква населба пари, па да распише тендер? Може би општините навистина немаат пари за планови, ама на некои јавни предпријатија изгледа дека им претекува, па не се ни прашуваат што навистина им треба. Туку прават се за да им го направат кејфот на очигледно неизживјаните чалам директори. Дали ни треба Мерцедес C180 44.000 евра купе? Баш така. Дали ефикасноста на институцијата ќе се намали или зголеми ако без купето или со купето? И на крајот, за тоа како рефлектира ваквото однесување. Многу јасно ќе се види на најавениот концерт. 30 овој месец ќе ги објавиме конечните резултати. Подготвуваме настан, ќе се случи во салата на филхармонијата. Од тоа каква ќе биде статистиката, ќе зависи и тоа што ќе се свири. Ода на радоста не се очекува, но барем да не биде реквием. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно!